секој од нас може да биде едноставно свој. Што не спречува да бидеме свој? Това е целата поента на прашањето. Често пати знаат луѓето да ми кажат, многу убаво збориш, све ми е тоа познато, меѓутоа како да ја направам таа промена? Прво треба да се прашаме што не спречува да направиме промена. Често знаат луѓето да кажат, па не знам, дали воопшто некогаш што се прашале себе си, што целосно, што правите секојдневно и каде тие постапки ве водат. Сите овие тренинзи, сето ова што го работиме, за жал ќе ве разочарам, значи не е апче со кое што може да го земете и да ви помине глава или да направите некаква промена инстантно, без да направите ништо вие самите. Со едно одење во теретана и кревање на тегови не правиме мускули. Значи, мускули се добиваат со постојано вежбање. Исто така и со начинот на размислување, прво треба ние да го откриеме нашата програма, што све правиме, да се следиме себе си и на основа на тоа да направиме нешто друго што ќе ни донесе промена. Вика дека секојдневно ако правите по само 10% нешто поразлично од минатиот ден, вие ќе го навикнете својот мозок, ќе креирате нови патеки кои што ќе креираат нови навики. Значи, следењето на себе е многу важно. Како да ја добиеме таа мотивација или инспирација, од каде да извлечеме тоа за да направиме некаква промена? Може да читате книги, може да гледате убави филмови или да следите вакви YouTube канали, каде што ве мотивираат тренери за нешто, меѓутоа сепак вие сте тие што таа промена морате да ја направите сами. Ајде да почнеме од некаде. Јас исто направив некакви картички со разни мисли и да извлечеме, да кажеме, картата на денот за мене. Која е картата за денот на Марина Анчевска? Поинаква карта не можеше да се добие, освен спознај се себе си. Значи, со облечењето на оваа карта се докажува дека вистински ништо не е случајно. Темата за која што зборувам денеска е баш спознај се себе си. Колку се познаваме себе си? Се познаваме себе си дека наутро на гладно срце пиеме кафе и пушиме цигара. Се познаваме себе си дека јадеме нездрава храна. Се познаваме себе си дека постојано се прашуваме зошто мене ова ми се случува. Меѓутоа, зошто не се спознаеме себе си од другата страна? Што треба јас да направам за да направам промена? Што ме спречува за да направам промена? Што е тоа што ќе го направам поинаку за да направам промена? Меѓутоа и тука се заглавуваме. Зошто? Затоа што за да направиме промена, треба да постои нешто што ќе не мотивира. А поголемо нешто од постоење, што за мотивација е нашата лична цел. Што сакам да постигнам? Што е тоа што сакам да го видам, слушам и почувствувам по еден одреден момент? Ако посакувам промена, посекувањето промена не е доволно. Треба да вистински да сакаме, вистински да веруваме во промената и да се прашаме колку ќе ме чини ако не ја направам промената. Вербата и вредностите доаѓаат од внатре. Ако ние самите не веруваме во себе, тогаш нема ни мотивација. Верувајте во себе, спознајте се себе си, како што кажува картичката, следи се себе си, креирајте цел која што ќе ви биде доволно атрактивна и мотивирачка за да направите некаква промена. Затоа што промената доаѓа од внатре. Меѓутоа не чекајте долго, затоа што времето поминува. Ако направите промена, направете ја сега. Често пати знаеме да кажеме од понеделник, од следниот месец, од 1 јануари и повторно се наоѓаме во истиот вртлок затоа што одложуваме. Одложувањето е значајно да го откриете што е тоа што го правите, што одложувате, која е позитивната намера на одложувањето и што ве спречува да направите промена. Толку за денес, ви посакувам инспирација.